Денеска ми е задоволство што можеме заедно со господја Бернс, амбасадорката на Соединетите Американски држави, да присуствуваме овде во касарната во Ѓорче Петров на приемот на една нова донација на опрема на армијата на Република Северна Македонија. Станува збор за дел од поголем проект кој што го финансира владата на Соединетите Американски држави и кој што ја помага модернизацијата и опремувањето на нашите армиски сили. Со овој дел на опрема практично обезбедуваме над 1200 М4 автоматски пушки со калибар 5.56, кој што е стандард на НАТО земјите членки и кој што само ја продолжува нашата конверзија од стариот во новиот стандард. Со оваа опрема, дополнително, освен специјалните сили, кои што и до сега добија пушки од овој тип, ќе обезбедиме целосно опремување на нашата лична пешадија, која што не е само македонска единица, туку е веќе и НАТО единица, и која ја подготвуваме за првото НАТО оценување во 2022 година. И со денешниот настан можете да видите колку широка и колку сериозна е одбранбената соработка помеѓу Соединетите Американски држави и Северна Македонија. Во само период од една недела бевме заедно присутни на инвестициите заеднички во нашиот полигон Криволак. Во истава недела се потпише и новиот меморандум за разбирање во делот на одбранбената соработка, а денеска сме тука да го продолжиме овој процес на опремување и модернизација. Република Северна Македонија не седи и чека донација, вклучително и не само донација од Соединетите Американски држави. Оваа година за прв пат успеавме да обезбедиме не само зголемување на одбранбениот буџет, туку и зголемување на процентот кој што ќе оди кон опремување и модернизација. И за прв пат како држава го исполнуваме вториот дел од нашите НАТО обврски, а тоа е над 20%, годинава ние обезбедивме 25%, да оди кон модернизација и опремување. Ова покажува колку значи сојузништвото. Ние како сојузник превземавме обврски и ги исполнуваме. Ние како сојузник веќе ја започнавме модернизацијата и со големите проекти како што се лесните оклопни возила, кои доаѓаат токму од Соединетите Американски држави, но од друга страна постојано сме сведоци на поддршката и финансиска и во опрема од страна на САД. Така што би сакала да изразам и нашата благодарност до амбасадорката, до амбасадата на САД, како и до нивната канцеларија за одбранбена соработка, затоа што во овој процес навистина имаме сојузници. Сакам да кажам дека ова само еден дел од опремата која што ја примаме. Вкупниот број на вакви автоматски пушки изнесува над 2000. Дополнително обезбедена е и заштитна опрема, дополнително се обезбедени и елементи кои што припаѓаат на секој војник, како и елементи кои што ги подобруваат нивните капацитети, а во текот на 2022 година очекуваме и снабдување и со дополнителен број на средства за вооружување. Така што велам, сојузништвото на дело е она што го гледавме цела во оваа недела и сметам дека на ваков начин навистина е полесно да бидете членка на НАТО во полн капацитет. Благодарам. Thank you, Minister Shekerinska and General Noureddin, for being here with me today to mark the donation of, as the Minister said, 1,269 M4 rifles valued at $1.2 million that are going to support the development of the Light Infantry Brigade Group. This is another example of how we work together to ensure that our forces, when they fight alongside each other, when they train together, are interoperable. These rifles will contribute to that interoperability, not just with the U.S., but with other NATO forces. And as we've heard from the leadership and the soldiers today, they will make a big difference in how they approach. It is, as the Minister said, another example of our long-standing defense cooperation, one that was further strengthened last week with the signing of the Memorandum of Understanding. But it is also a recognition of your country's commitment to a major modernization effort of the North Macedonia Army. It is a commitment to making your army not only a ready and active member of the NATO alliance as its newest member, but one that is going to be, I think, well positioned
to contribute alongside all of our forces. So once again, I'm pleased that we could demonstrate the breadth of our relationship, including through this equipment donation, and we will continue to be a strategic partner in your military modernization efforts going forward. Thank you.